Fleet. Добар ден, почитувани гледачи. Сабота, 13 часот и 30 минути е стандардниот термин за почеток на емисијата Тип 1X2, емисија посветена на спортот и спортското обложување, се разбира, телевизија Ирис во соработка со обложувалниците Вилхил. Денес, вие гледачите исто така ќе можете да типувате еден интересен надпревар. Тоа е меч од италијанското фудбалско првенство кој ќе започне денес 20 часот и 45 минути. Тоа е надпреварот помеѓу тимовите на Интер и Наполи. Значи, тоа е надпревар кој што ќе можете да го типувате на броевите 032, повикувачкиот број за штип, 612 313 и 612 314. Значи, надпреварот денес за типување е Интер и Наполи. А сега одиме со краток джингл и потоа се враќаме со минутите посветени за нашиот спонзор. Како што кажавме, спонзор на емисијата Вилхил во соработка со телевизија Ирис е обложувалницата Вилхил, која нуди најдобри услови за игра. Еден од тие услови е секој тикет со 6 и повеќе парови дополнително се наградува со бонус, доколку одиграте 6 надпревари во обложувалниците Вилхил, еден тикет со 6 надпревари, тогаш бонусот е 5%, 7 надпревари 10%, 8 надпревари 15%, 9 надпревари 20%, доколку одиграте 10 надпревари на еден тикет, бонусот е 25% и 15 и повеќе надпревари, неверојатен бонус од 50%. Исто така има и една игра, доколку промашите еден пар на тикетот, а ги исполнувате следните услови, може да уплатите нов тикет со еднаква сума како промашениот. Условите се најмалку 4 надпревари да има на тој тикет, потоа вкупниот коефициент на погодени надпревари да е 25 и повеќе и не важи за тикет со повеќе од една комбинација. Тоа што се однесува до обложувалниците Вилхил, кои секако нудат најдобри услови за игра помеѓу обложувачите, а ние сега правиме мала пауза, а потоа се враќаме со нашиот гостин во студиото. Повторно сме во студиото на телевизија Ирис. Денес со мене и мојот гостин Александар Јефтимов. Здраво, Александар. Здраво. Александар, инаку еве информација за нашите гледачи, голман, фудбалер, голман. И колку години имаш? 24. Значи 24 години Александар доаѓа од Виница, така, Да. со потекло од Виница, меѓутоа во својата кратка кариера сега, за сега 24 години, имаш и интернационално искуство, така? Да. Ке ни кажеш во кој клуб беше тоа и во која држава? Во Шпанија, во четвртата шпанска лига. Како се викаше клубот? Атлетико Алгабењо. Атлетико Алгабењо, тој е клубот во кој што, тој ми се чини последниот клуб во кој што настапуваше и сега си слободен агент, така? Сега слободен, да. Е така, значи најпрво ќе ни кажеш, бидејќи правевме муабет, речи дека потекнуваш од Виница. Како започна твојата кариера? Дали започна во тамошниот локален клуб Слога Виница? Да, започна во Слога Виница со 9 години. Така? Кои беа твоите први тренери таму? Васко Гаврилов беше мој прв тренер. Во Виница бев до категоријата до кадети. Така, тоа ми се чини дека до 16 години. Да, во младинци немам бранено. После Милан кампот во Скопје бев избран за најдобар голман на тој камп. Ме забележи Горан Бојчевски, тогашен тренер на младинците на Работнички. Да, на младинците на Работнички. Добив понуда и преминав во Скопје. Во Скопје бев година и пол, тренирав со првата екипа, ме повика Мане Манев, тогашниот тренер на голманите на Работнички. Голмани беа Томе Пачовски и Филип Маđовски. Тренирав два пати неделно. Репрезентативци на Македонија. Да. Искусни голмани.
Бранев за младинската екипа на работнички. Од работнички преминав, значи после година и пол во Прилеп, во Победа Прилеп, по препорака на Мирсат Јонус. Која година беше тоа? 2008 мислам. Во Победа, последната година на Победа. Кога така бидејќи Победа веќе подолго време не се надпреварува во несилниот ранг во Македонија. Да. Значи кога премина ти Победа беше во првата фудбалска лига, така? Во првата фудбалска лига. Тоа незина последна сезона ми се чини. Да, последната сезона на Победа. Добив прв професионален договор со Победа. Бев резервен голман. Така. Пошто тогаш голман на Победа Прилеп беше искусниот Горан Пашовски. Така. Пред се морам да кажем дека прекрасна личност е Паша. Дебитирав на 17 години во Победа против Слога и го магнат. Тој е твојот, значи, прв официјален надпревар во првата македонска фудбалска лига на 17 години. Сега информација за гледачите и за оние кои што не се толку патени во фудбалот, да кажеме дека голманот како дел од фудбалскиот тим можеби најдоцна го обезбедува стандардното првотимско место. Па да. Меѓутоа кога ќе го веќе обезбеди, па најтешко некој друг може да го земе. Сега тоа е голем успех на 17 години. Да, за мене е голем успех и чест ми е што имам бранено 4 надпревари пред таков голем голман Горан Пашовски. Така. Се уште активен капитен на Пелистер во Битола. Во дебито победивме 2-0 против Слога и го магнат. Значи успешно деби. Успешно деби. Да. Но за жал, како што кажавме, Победа беше суспендирана и морав да се вратам во Виница. Така. Бев кратко во Виница, околу 9 месеци мислам. Дали играше првенствени надпревари или само од тренинг? Играв, да. Значи беше регистрирана за фудбалскиот клуб Слога Виница? Да, ја од Слога преминав во Шпанија. Значи потоа во Шпанија? Да. Нели да убави моменти и изненадување од мој познаник, така. Исто што е познаник на Диего Тристан, шпанска фудбалска легенда. Инаку ти спомена дека клубот Атлетико Алгабењо, кој што се надпреварува во четвртата фудбалска лига во Шпанија, е собственост на познатиот фудбалер на Депортиво Ла Коруња, Диего Тристан, поранешен напаѓач, одличен фудбалер кој постигна мисля чини има постигнато над 100 гола за Депортиво. Да, па има мислам 2 пати освоено Пичичи, најдобар стрелец во шпанската. Так. Да. И тој е сега собственик на клубот. Да, тој е собственик. Во контакти сум со него, така. Па ќе видиме. Ајде ќе зборуваме нешто подоцна за условите кои се во Шпанија. Меѓутоа, ајде сега мала кратка пауза, бидејќи имаме гледач на линија. Ало, дали се слушаме? Да, слушаме се. Поздрав многу до водитело и до малио фудбалер, 24 годишен, а е многу напреден. Така. Кој ни се јавува? Го поздравувам, он од мал многу играеше, поготово потекнува од фудбалска фамилија. На баба му браќата, двојцата са фудбалери, играеја, едењу играеше у Брегалница, а потоа другиот у Виница играеше. Ајде ќе правиме молбет со него за тоа. Моите наредни прашања ќе видат во врска со тоа, меѓутоа кој ни се јавува? Гордана е на телефон. Гордана? Исто од Виница е. И го знам детето. Од мало татко му го водеше на игралишчето и се чудеа сите како толку малечок, а имаме рак за фудбал. И за тоа сакам да го поздравам и да биде среќен у фудбалот. Ти благодарам, Гордана, на јавувањето. Претпоставувам дека нема да го типуваш над преворот помеѓу Интер и Наполи, меѓутоа тоа не е ни толку важно во овој момент. Еве, поздрав од Гордана. Ти благодарам за јавувањето. Спомена нашата гледачка дека потекнуваш од спортска фамилија. Да. Ајде кажи нешто повеќе за тоа. Па татко ми исто има играно во Слога Виница. Дедо ми Круме Ефтимов има настапувано во Брегалница Штип. Така. Слога Виница и во Кочани во Саво. Значи фудбалска фамилија, да. Така што се подразбира дека и внукот ќе тренира фудбал, се разбира. Ајде да се вратиме на почетокот. Спомена дека од тимот на Слога Виница кога си преминал во работнички. Да. Значи претходно имало еден вид на турнир или камп, како Камп Милан Камп. Каков е тој Милан Камп? Па Милан Камп го организираше тој камп? Милан соработуваше со работнички. Така, значи фудбалскиот клуб Милан од Италија
да. во соработка со работнички барат таленти во Македонија, така. Да. И сега организира пријателски надпревари или турнирски надпревари. Трениравме на помошните терени на работнички. Значи селекција од млади играчи од цела Македонија, така, селектирани по неколку од клуб и најпрво се одвиваат тренинзи, така? Да, само тренинзи, значи мислам дека бевме една недела, 6 дена. Имаше пријавено мислам 50 голмани. Што од 50 само за голманската позиција 50. Да, само за голманската позиција 50. Имаш ли информација колку имаше на целиот камп? Бидејќи ако имало мислам дека околу 200 деца имаше. Околу 200 деца. Тоа е голема конкуренција во секој случај. Од цела Македонија најдобрите оние во своите категории. Да, имаше доста квалитетни голмани. Така. Значи и како се одвиваше тој камп? Како беа селектирани понатаму? Како те селектираа тебе во работнички? Па мене ме забележа Горан, сега не можам да се сетам на член на работнички, така? Тренер на младинската екипа. А Горан Петревски да не? Не Петревски, тоа беше, не можам да се сетам на презимето. Значи тој ми понуди да идам во работнички, исто во работнички имав со играчи од репрезентацијата, Дино Најдовски беше, Ѓорѓе синот на Илија Најдовски, така? Да. Година и пол добро искуство за мене и беше супер и во Скопје. Значи понуда стигна после кампот кој што го организираше Милан. Да. А дали имаш некоја информација дали Милан ми се чини дека не ја продолжи таа соработка со работнички прател. Тоа беше само еден проект и толку. Да. Значи тоа беше прв камп кој што се организираше и да, после кампот требаше да се изберат 3 деца, но до 10 години. Тие беа од помладите. Ти колку години беше тогаш? 15 години. 15 години. И беа водени на Сан Сиро 3 деца. Значи 3 деца, а меѓутоа во помала возраст, така? Да, помали деца. Добро, значи потоа одиш во работнички, ми кажа дека во работнички си останал година и пол, така? Да. Сега, кои беа условите во работнички? Дали беше на повисоко ниво од, например, во Слогавиница? Па да. Организацијата, каква беше организацијата? На тренинзите, на надпреварите, на пред тренинг, после тренинг, начин на живот? Па видите, работнички е себе професионален клуб. Така. Игра во најдобрата македонска лига. Сега појаснување што се подразбира под тоа професионален клуб. Ми се чини дека се да се заврши на време, да се почне на време. Да се почне на време, така, да се има услови за игра. Да, па мора да видите половина час пред тренинг таму. Пред тренинг таму, така, нема доцнење. Да, мора да се понашате максимално професионално. Мора да бидете наспиени, најадени на време. Како што кажав, пред тренинг да бидете порано таму. Значи, условите беа фантастични. Трениравме професионално. Значи, тоа е професионален клуб. Тоа е професионален клуб, се разбира, работнички, и затоа ги гледаме резултатите на овој тим на меѓународна сцена. Мисля, че е еден од ретките клубови во Македонија кој во континуитет има успех на меѓународна сцена. Па да. Дури, последните неколку години стигнува и до третото последно предквалификацијско коло во Лигата на Европа во групите. Победи неколку квалитетни противници, како например Трабзонспор. Тимот на Трабзонспор знаеме колку вреди, колку вложува, кои фудбалери игра таму се врзат милионски суми. Точно. Меѓутоа работнички ми се чини има некоја интересна тактика која привлекува млади фудбалери како тебе преку такви кампови. Точно. И потоа ги форсира во првиот тим, им дава шанса на млади години, на 17, 18, 19 години, и доколку тие го вратат тоа, нивната цена се качува и потоа можете да ги продадат. Да. Сега да ми кажеш малку за трансферот во Шпанија. Спомена нешто, нешто повеќе за тоа. Како отиде таму? Па видите, со мој познаник, кој што долго време е во Шпанија, ме поврза со Диего Тристан. Значи дојдевме во контакт со Диего Тристан, договоривме 7 дена проба, значи една неделна проба во Шпанија. Тренирав 4 дена, беше секој што треба, значи морам да кажам дека имам одено и во Германија на проба, сега последниот пат и во Италија, но нигде како во Шпанија. Бев прифатен навистина како домашен играч. Перфектно, значи морам да кажам се најдобро за тој клуб. Да. На петиот ден имавме закажано надпревар со Севилја Атлетико или Севилја Б. Така, вториот тим на Севилја. Точно.
кој што бевме поразени на тој надпревар, нормално имаше неколку звучни имиња. Ми се чини дека во Севилја бе игра во втората шпанска лига или Во третата, во во така. сегунда Б дивизион. Играше Алберто Морено, Така. Серхио Рико беше на голот. Бевме поразени, бранев трет на таа средба. Значи бевме тројца голмани, браневме Секој помалку, по 30 по 30 минути, така. точно. И беше се случи она што би посакувал секој голман, не голман играч да му се случи тоа. Не примив гол, имав превише работа и имав доста добри интервенции. Добро си заврши работата. Да. Значи тоа го посакував, тоа се и случи. И какви беа реакциите после мечот? После мечот, значи паметам дека на тој меч имаше навистина голема посетеност. Да не претерам, но мислам дека имаше околу 3000 гледачи на тој меч. Шпанците се фудбалски Да, фанатиците и за пријателски Фудбалска нација, да. Така. Игра секој фудбал, но после надпреварот веднаш седнавме, беше ја го присутен и целата управа на клубот, што дојде до договор на 1 година во Атлетико Алгабењо. После 2 дена се вратив овде да завршам некои работи, значи бев член на Слога Виница тогаш. Така. И... Немаше никакви проблеми околу Не, месец дена паузирав додека се средеа тие некои административни работи, така? Да, и потоа замина за Шпанија. да, значи 3 години во Шпанија, вкупно можеби најубави во мојата кариера и во мојот живот. Пред колку време се врати во Македонија? Сега во Виница сум веќе околу месец дена. Значи бев на проба во Германија. Имаше навистина примамлива понуда на проба, но за жал ништо не успеав да направам на А и ако не е тајна, за кој клуб? во третата германска лига, Минстер. Во Минстер, така. Да, во Минстер. Исто недела дена проба, кој што после недела дена ми понуди уште недела дена. Не успеав да издржам, пошто имам повреда на левото колено. Се уште не си упоравен од повредата, така? За жал не. Ај сега една споредба помеѓу Германија и Шпанија. Видите, Дали има некоја голема разлика? голема не, но германците се поорганизирани. Поорганизирани, Значи, така. за каква нација се. Значи ништо не се препушта на случајноста во Германија. Мора- Испланирана е секоја секунда. Секоја секунда, точно. Германците се знаеме каква нација и Така. да, максимално професионални. Максимално професионални, така. Ти посакувам успех дека кога ќе се опоравиш од повредата, се разбира, бидејќи фудбалерите мора најпрво да бидат здрави, па Точно. потоа да се натаму, Спремен. дека ќе најдеш клуб. Фала. Навистина сум сигурен дека ќе се случи тоа и посакувам клубот да биде во странство. Фала, Да биде се надевам. странски клуб. И ајде сега сакав нешто да те прашам во врска со каква беше организацијата на тренинзите во Шпанија, бидејќи кажа дека си бил таму 3 години. Да. Од пред тренинг, организација, пред надпревар, како пристапувавте кога имаше првенствен надпревар, дали одевте во карантин, дали се анализираше тимот против кој што ќе играте? Па видите, на тренинг, кој што кажеш, јас секогаш сум барем 30 минути пред тренинг таму. Таму, така. И тоа го воведе Диего Тристан, мислам, пошто знаеме за каков човек се работи и за каков играч. Значи, добивме многу нови услови. Трениравме на еден терен, на друг настапувавме. Значи, теретана, нова сооблекувална, ги проследувавме надпреварите ден пред надпревар. Значи, исто на дел од стадионот. Неколку шанси, значи прекини и така натаму и така натаму. На противничкиот тим, Да, така, на против кој противничкиот. што ќе играте. Да, пред надпревар немавме карантин, но се собиравме порано во ресторант, Така. каде што нели разговаравме за надпревар, концентрација и така натаму. Значи условите се прекрасни. Значи вкупно тројца тренери и двајца тренери на голманите имав. Така. Таму. Значи бивши голман во Рекреативо Хуелва, Хосе Родри, ми беше тренер на голманите, Диего Тристан. Професионалци кои што настапувале во шпанската Па да, примера да. и секунда дивизион. Да. Навистина интересен е пристапот во Шпанија, еве Атлетико Алгабењо, тим кој што се надпреварува во 4-та шпанска фудбалска лига, има толку професионален пристап, можеби повеќе од 80% од клубовите во Македонија. Во првата фудбалска лига зборува. Па да. За повеќе од Добро. првата фудбалска лига во Македонија. Ајде на страна клубовите, неколку клубови во Македонија, меѓутоа не се сеќавам посебно да се
анализира играта на противникот кој што ќе биде за наредниот викенд или наредниот викенд. Значи, посебно одите посебно го анализирате секој фудбалер, секој потек и ништо не се препушта на случајност. Па ништо, значи пратевме повеќе, не ја гледавме целу утакмица, значи на противникот, ги гледавме индивидуално фудбалерите. Да, значи прекини, корнери, фаули, скратени фаули. Каква е нивната тактика? Да, што имат на ум да направат. Значи незгоден играч, од која на страна напаѓа противникот, значи тоа го анализиравме. Значи во собликувалната на генерално. Александар, значи тоа е отприлика разликата помеѓу тоа што се случува таму во Германија и во Шпанија и тука. Сега ние треба да се стремиме да бидеме попрофесионални. Дали сега имаш кој ќе заврши ова, ми се чини дека си при крај со рехабилитацијата? Па да. Или уште колку ти останува? Дали имаш некоја информација од докторите? Моментално тренирам во Виница. Значи со екипата во Виница, трета лига настапува Слога. Така. Морам да му се заблагодарам јавно на Столе Георгиев. Така. Некогашен репрезентативец. Поздрав до Столе. Да. Морам да се заблагодарам за тоа што разговарам често со Столе. Ми дава совети, значи како поискусен. Ми помага, ми дава шанса, пошто првенството е во тек, има два млади голмани. Во Слога ми дава шанса за тренинг, значи знаеме специфична позиција е. Тој е сега тренер на фудбал. Да, Столе Георгиев, да. Инаку Слога Виница се наоѓа на која позиција во третата лига моментално? Дали имаш информација? Мислам дали дека имат амбиции за влез во втора лига или не? Не, за втора не, но се наоѓа на средината во на средината во шампионатот. И условите дали има колку добри услови за работа? Видите, во Виница има навистина добри услови. Пред се добар терен. Така, теренот во Виница е одличен. Да, одличен. Добар тренер кој што навистина Столе превише се труди за човек кој има огромно искуство и кој има настапувано и за кадетската репрезентација на Македонија. Точно. И за фудбалскиот клуб Вардар. Точно. И во победа мислам дека. И во победа, така. Да. Значи условите се перфектни. Сега финансиски знаеме како е. Финансиски ситуацијата е нешто поразлична. Добра, овде не сме да зборуваме за финансиите и тоа како се одвива, меѓутоа ме радува тоа што велиш дека во Слога Виница има основни услови за работа. Има, да. Кои се твоите планови сега за во иднина? Што планираш? Поведете, имам две-три опции. Значи, ајде едната можам да кажам, значи Атлетико Алгабењо повторно сум во контакт. Во контакт, така. Да, и има доста шанси да се вратам во Шпанија. Сепак ако се договориме за подобри услови. Имам уште две опции за проба. И тоа не е ништо сигурно, значи се уште не се знае. Да, не сакам да зборам за тоа. Добро. Ајде се надевам дека ако ништо друго повторно ќе се вратиш во Атлетико Алгабењо, меѓутоа ако не се случи тоа, ти посакувам и да те одбере некој клуб кој што се наоѓа и во некоја повисока дивизија, дали ќе биде тоа Германија, Шпанија, Англија, Италија, не е битно, меѓутоа во секој случај најпрво повредата да се санира, да се рехабилитираш, а потоа тоа се разбира најважно, а потоа се разбира кога си здрав, се е поинаку. Точно. Колку го пратиш македонскиот фудбал и македонската фудбалска репрезентација? По македонската фудбалска репрезентација пратам скоро на секој меч. А клубскиот македонски фудбал? Не многу често. Не многу често. Да. Добра, ајде да зборуваме за репрезентацијата. Што ќе кажеш за македонската фудбалска репрезентација? Се наоѓа во огромна криза. Ваква криза јас не паметам од 91-та година. Сме биле дури на 45-та позиција, 42-та позиција на FIFA ранглистата, сега сме 130-то, 135-то. Не знам точно кој е. Меѓутоа, една Палестина, Јордан и не знам кои репрезентации за кои не сме ни чуле досега се наоѓаат пред македонската фудбалска репрезентација. Па за жал. Што мислиш, што се случува? Зошто бидејќи фудбалерите и не се толку лоши фудбалери. Да, па сега по враќањето на Пандев мислам дека пак Пандев се врат. Ќе се нанесе пак некоја подобра атмосфера. Тука е Александар Трајковски, човек кој игра што игра во Палермо. Па да, и оде и Илија Несторовски исто. Илија Несторовски, така. Дојде договор со Палермо. Значи на голот е фантастични од Столе Димитриевски, мој драг пријател, Димитриевски кој исто така брани во третата шпанска лига, сегунда бе дивизион. Меѓутоа тој доби шанса во Гранада лани, еден надпревар бранеше за
Против Депортиво Ла Коруња. Против Депортиво Ла Коруња ми се чини дека Гранада и победи на тој надпревар. 2-1, да. Со 2-1. Бранеше Димитриевски цел меч, потоа ми се чини бидејќи беа повредени првиот и вториот голман, едниот имаше црвен картон, другиот беше повреден. Доби шанса и искористи, меѓутоа, таква е политиката на Гранада, се вложуваат повеќе пари, ми се чини во тие голмани и сепак Столе е квалитетен голман. Столе е одличен голман, репрезентативец, меѓутоа тој има надпревари. Има, па видите, шпанската трета лига е така професионална лига. Тој во форма. Брани прв стандардно. Така. Значи добра лига, професионална лига, како што кажав, значи без проблеми да брани за репрезентацијата на Македонија. Така, значи тој има секакви предиспозиции, големи предиспозиции да стане светски голман, би се рекло, меѓутоа треба да ја дочека шанста. Споменавме на почетокот дека голманите тешко добиваат шанса. Многу е ретко се случува на 17, 18, 19 години. Тоа се исклучи си како Давид Де Геа и Икер Касилјас. Тоа се ретки случаи, меѓутоа тоа се најдобрите голмани на сите времиња. Али доаѓаат од едни од најдобрите клубови. Така и тоа е многу битно. Да. Како работеле со нив во пионерско-младинските конкуренции, израснале како личности најпрво, а потоа и како добри фудбалери. Дали предвидуваш светла иднина на македонската фудбалска репрезентација? Дали мислам дека ова полошо не може да биде. Виж, само подобро може да биде. Па видите, да се надеваме дека ќе биде подобро. Сега следува нареден циклус квалификации со нови сили. Ќе видиме нов селектор Игор Ангеловски кој покажа дека во работнички може да направи одлична работа со млади фудбалери, значи веќе е искусен и на меѓународен план. Да видиме што ќе се смери. Да се надеваме. Александар, ти за денес типуваш 10 надпревари, така? Да. Ајде, режија да ги погледаме надпреварите кои што ги типува Александар. Тоа се 10 меча, а одиме со првиот. Во фудбалското првенство на Англија, Манчестер Юнайтед, Астон Вила ми се чини и со двете нозе веќе во втората фудбалска лига. Манчестер Юнайтед се бори за место во лигата на шампионите. Според тебе? Според мене мислам дека единица кец за Манчестер Юнайтед е фаворит за победа на овој надпревар, се разбира. Иако и тие не играат сјајно оваа сезона. Втор надпревар е ова веќе дерби меч на Стенфорд Бридж, играат Челси и Манчестер Сити. Според тебе, Александр? Видите, добри две екипи, што мој тип би било 3+. Значи ќе има голови според тебе. Според мене, да. Не типуваш кој ќе победи на овој надпревар. Манчестер Сити се пласираше во полуфиналето од фудбалската лига на шампиони. Тоа е, ми се чини, најголем успех во последно време за Манчестер Сити. Челси започна слабо, меѓутоа во текот на шампионатот избори неколку победи и сега се наоѓа на средината на табелата. Според тебе Челси, Манчестер Сити 3+. Да. Одиме во Шпанија, Гетафе, Реал Мадрид. Да, надпревар во Мадрид, значи разиграни од Реал Мадрид. Така, разиграни од Реал Мадрид. Значи тежок меч со Волсбург, 3-0, не е лесно да стигнеш со 3-0, ако играше на домашен терен против германска екипа. Мислам дека Реал Мадрид 2. Победа на Реал Мадрид, Гетафе, Реал Мадрид 2. Одиме повторно во Шпанија, Селта Виго, Бетис Севиља. Да. Јас сум повеќе за Севиља, малку навивачки оде. Мислам дека Селта Виго ќе издвои победа на овој надпревар. Значи, иако најуваш за тимовите од Севиља, кои што се од Севиља, сепак Селта ми се чини дека со право има квалитетен тим. Да, па горе на табелата. Така, и ми се чини дека Селта победи против Барселона, ми се чини на почетокот на шампионатот. Да. Има триумф против еден Барса, да. оние јаки тимови како што се Реал Мадрид, Барселона и Атлетико Мадрид. Значи Селта, Бетис, единица. Холандија, Рода, ПСВ Еindhoven. ПСВ е горе на табелата. Так. Рода е, мислам, доле во последните 3, ако не се лажам. Се разбира, ПСВ е фаворит. Да, и мислам дека конечен тип 2 ПСВ. Победа на ПСВ Еindhoven. Да. Рода, ПСВ двојка. Одиме во Франција. Пари Сен-Жермен, Каен. Пари Сен-Жермен испадна токму од Манчестер Сити. Да, но затоа мислам дека против Каен ќе дојде до победа. Ќе испака со сите нишани против Каен.
Пари Сен-Жермен кај единица и ми се чини дека Пари Сен-Жермен е на прагот повторно да ја одбрани титулата во француското фудбалско правенство. Има премногу звезди, премногу се вложува во тој клуб. Ми се чини дека останатите тимови не се на тоа ниво во Франција. Добро, согласен сум. И Пари Сен-Жермен кај единица, реална единица, одиме во дербито на германското фудбалско правенство. Бајерн Мюнхен, Шалке 04. Според тебе? Тежок меч. Тежок меч се разбира. Мислам Иако Бајерн е фаворит. Да, мислам дека има голови, но јас би ги одиграл дека ќе победи Бајерн Мюнхен единица. Значи Бајерн Мюнхен, Шалке единица, во Германија никогаш не се знае, се разбира Бајерн Мюнхен и Борусија Дортмунд се фаворити во своите надпревари, меѓутоа и тимовите како Шалке не треба да се потсерат. Хофенхаим, Херт, ова е интересен надпревар. Интересен надпревар, нели во Германија паѓаат секогаш многу голови. Има голови, така играат офанзивно. Херт игра добро оваа сезона, но мислам дека ќе паднат 3 гола. 3+, така? 3+, да. Хофенхаим, Херта, 3+. И Интер Наполи, ова е надпреварот кој што е за типување на нашите гледачи. Ајде да потсетам телефонските броеви 032 612 313, 032 612 314. Можете да се јавувате и да го типувате надпреварот Интер Наполи, кој се игра денес со почеток во 20 часот и 45 минути. А Александар, што ќе кажеш за овој надпревар? Тежок меч, знаеме кој е Интер. Интер се наоѓа на четвртата позиција со 58 бода во Италија, Наполи е втор со 70 бода. Ми се чини дека Јувентус до крајот на шампионатот рутинирано ќе ја приведе сезоната до крај и повторно ќе одбрани шампионската титула. Меѓутоа Интер се бори за излез во фудбалската лига на шампиони. Да. Според Наполи заостанува 6 поени мислам. Така ми се чини 6 бода за Јувентус. Сепак Интер, јас ќе играм изненадување 2. Двојка, да. Така дека Наполи ги победи. Според тебе Наполи има поквалитетен тим оваа сезона. Интер игра добро оваа сезона Интер игра со многу малку голови. Обично надпреварите завршуваат 1-0, 1-1, 2-1. Еве Мауро Икарди со понекој блесок, добар напаѓач за тимот на Интер, меѓутоа еден аргентинец, меѓутоа втор аргентинец игра во Наполи, а тоа е Игуаин, кој знаеме дека скоро секоја сезона постигнува над 20 погодоци без разлика дали играл во Реал Мадрид или во тимот на Наполи, во аргентинската фудбалска репрезентација, еден расен стрелец кој што секако е главен адут за тимот на Наполи на овој меч. Интер Наполи според тебе двојка и во турското фудбалско првенство Ески Сехирспор, Конјаспор. Видите, Конја е трета и јас... Ова ми се чини најдобра сезона за Конја. Да, најдобра сезона, За Конја и мој конечен тип е 2. Значи победа на Конјаспор. Ајде да ги повториме. Манчестер Юнајтед, Астон Вила единица, Челси Манчестер Сити 3+, Гетафе Реал Мадрид 2, Селта Бетис единица, Рода ПСВ Еиндховен двојка, Пари Сен-Жермен КН единица, Бајерн Мюнхен Шалке единица, Хофенхаим Херта 3+, Интер Наполи двојка и Ески Сехирспор Конјаспор двојка. Тоа е типувањето на Александар. Александар, ти благодарам што беше гостин во денешното издание на ТФ. Благодарам и на вас за поканата. Се надевам дека наскоро ќе најдеш клуб и ќе те гледаме на малите екрани во една од најсилните лиги. Дали тоа ќе биде шпанското фудбалско правенство, италијанското, германското или англиското, одбери ти. Со Бога напред. Ти благодарам. Ви благодарам и вас. А ние одиме со кратка пауза, потоа повторно се враќаме во студиото на телевизија Ирис. Сега следува делот од емисијата кој што се нарекува Джаро Типс, каде нашиот соработник Велибор Джаровски Джаро типува надпревари. Джаро, дали се слушаме? Се слушаме. Колку е? 20 степени има ли уштип? Како? 20 степени има ли уштип? Па ми се чини дека има и повеќе од 25 степени. Повеќе, а? Така. Ајде, Джаро, да типуваш кои се надпреварите кои што се за денес. Ајде, за денес овака имаме. Ајде. Во Норвешка Розенборг Кец. Розенборг Бран, така? Да. Розенборг Бран единица. Добро. Во Германија Бајерн Кец и Дармштадт Кец. Бајерн Мюнхен Шалке Кец, Дармштадт Инголштадт Кец. Добро? Да. Во Шведска Хелсинборг Кец. Хелсинборг Фалкенберг, тоа ми се чини дека е во шведското фудбалско правенство. Зенит во Русија. Зенит Спартак Москва, така?
Да. Единица и тој надпревар. Во Белгија 2 Антверпен Кец. Антверпен Коксит единица, И добро. сега, од И мене Джаро? Зење стално давам големи типови за сингл. Еве ви 3 пара, вие барајте 2 од нив. А тоа се вака. Ајде. Тоа се Пушкаш Бекеш Чабо Маđarска Кец. Добро. Пушкаш Бекеш Чаба. Коефициент 3,50 Славен Хајдук Кец Во Хрватска. у Хрватска. Значи според тебе Славен Белупо Хајдук надпреварот ќе Да, Славен. Ја више не гледам кој е подобар, него гледам коме треба, а коме не треба. Хајдук не може ни горе, ни доле. Значи Славен Значи, Белупо без единица, мотивира. така? И да, Кец. Добро. И во И Велс? во Велс. Ньютаун двојка. Значи од тие 3 сингла Джаро Дженги нека одберат 2. Нека одберат нашите гледачи 2 надпревари, така? Ето така. Добро, Джаро, ти благодарам за типувањето и се слушаме наредната сабота. Сега ќе дојде месец кој нема Р, значи ќе биде од пастармајдиите, се гледаме на пастармајдии. Ајде Поздрав сега. за сите, од мене од Зегин и секој добро. Поздрав, Джаро. Се слушаме наредниот викенд. Ајде да ги повториме надпреварите кои што ги типуваше Велибор Джаровски. Прво оние 6. Розенбург Бран во норвешкото фудбалско првенство единица, Байерн Минхен Шалке единица, Дармштат Инголштат единица, Хелсинбург Фалкенберг единица, Зенит Спартак Москва единица и Антверпен Коксит единица. И за храбри типувачи плюс 3 надпревари од Велибор Джаровски во Велс Ньютаун Конахс двојка, победа на гостинскиот тим. Во Хрватска Славен Белупо Хајдук единица, според Джаро Славен Белупо ќе победи на овој надпревар против фаворитот Хајдук. И во унгарското фудбалско првенство Пушкаш Бекеш Чаба единица. Тоа што се однесува до типовите на Велибор Джаровски. Денес мој гостин беше Александар Јефтимов, млад голман, кој што неговиот последен клуб е Атлетико Алгабењо во шпанската фудбалска 4-та лига. А исто така надпреварот за типување, главниот надпревар за типување е оној од италијанското фудбалско првенство, кој што вечерва со почеток во 20 часот и 30 минути ќе го играат тимовите на Интер и Наполи, надпревар кој ќе се игра на стадионот Джузепе Меаца во Милано. Потсетувам, Интер се наоѓа на 4-то место со 58 усвоени бода, додека тимот на Наполи се наоѓа на 2-та позиција со 70 бода, само 6 помалку од екипата на Јувентус, кој што е главен фаворит за шампион на Италија. Повторно ми се чини дека ќе одбрани шампионската титула оваа сезона. Наполи 70, Рома се наоѓа на 3-то место со 64 бода и Интер е на 4-та позиција со 58, доколку Интер забележи победа на овој надпревар, ќе се приклучи во борба за пласман во фудбалската лига на шампиони. Знаеме дека во италијанското фудбалско првенство првите 3 тима обезбедуваат пласман во лигата на шампионите. Тоа 4-то место и го зеде Германија пред неколку сезони. Значи, доколку остане на 4-та позиција тимот на Интер, ќе треба да настапува во фудбалската лига на Европа заедно со тимот на Фиорентина. Милан се наоѓа на 6-та позиција, 49 бода, слаба сезона за тимот на Милан. Сасуоло е 7-ми со 48 бода, Лацио е 8-ми со 45, Киево има 44, Дженова на Горан Пандев се наоѓа на 10-та позиција со 40 бода, а на дното на табелата, скоро и сигурни второлигаши од наредната сезона се тимовите на Фросиноне на 19-тото место, кој што има 27 бода, и тимот на Верона закован на последната позиција на табелата со 20 освоени бода. Тоа беше последната информација во ова издание на емисијата Тип 1X2. Со нов интересен гостин и со нови надпревари за типување се гледаме наредниот викенд, сабота, почеток 13 часот и 30 минути. Athlete.